Благодарам подпредседателя на Собранието и председател на Комисијата за европски прашања. Dear Ambassador, Excellences, chers amis, dear friends, почитувани пратенички пратеници во Македонското собрание, почитувана македонска јавност, во историјата на европската интеграција постојат периоди кога председавањето со Советот на Европската Унија представуваше рутинско управување со однапред утврдена агенда. Но постојат и мигови кога државата што председава е исправена пред далеку посложена задача да понуди политичка визија за иднината на Европа. Ирското председателство доаѓа токму во таков историски момент, кога европскиот континент повторно се соочува со безбедносни предизвици, геополитички превирања и сериозни дилеми околу сопствената стратешка автономија. Во такви околности, определбата, проширувањето повторно да биде поставено во центарот на европската агенда не представува само една обична политичка декларација, туку и јасна порака дека Европската Унија ја препознава сопствената иднина како неразделна од иднината на соседството. Не е случајно што Ирска ја определува политиката на проширување како геостратешка инвестиција во мирот, безбедноста, стабилноста и просперитетот на европскиот континент. Зошто денес веќе никој сериозно не го поставува прашањето дали Европската Унија треба да се проширува. Вистинската дилема е колку долго Европа може да си дозволи политички вакуум на просторите што природно и припаѓаат. Историјата многу пати потврдила дека секој неодлучен европски чекор создава простор што брзо го исполнуваат туги геополитички интереси. Токму затоа, проширувањето одамна престана да биде исклучиво политика кон земјите кандидати, туку тоа стана политика на самозаштита на самата Европска Унија. Од тука сметам дека произлегува и определбата Ирското председателство да соработува со сите земји кандидати и потенцијални кандидати, следејќи го принципот на заслуги како единствено легитимно мерило за напредок. Во таа насока се предвидува финализирање на пристапните преговори со Црна Гора и подготовка на договорот за пристапување, секако и создавање на услови за понатамошен исчекор на Украина, Молдавија и Албанија, како и внимателно следење на политичките процеси во останатите држави што ја делат европската перспектива. Истовремено, Ирска ја препознава неопходноста од спротивставување на сите форми на злонамерно надворешно влијание што имаат за цел да ги ослабнат демократските институции и да ја нарушат стабилноста на Западен Балкан и источното соседство. Меѓутоа, проширувањето никогаш не било, ниту може да биде еднострана обврска. Ако земјите кандидати имаат должност да ги спроведуваат реформите, тогаш Европската Унија има еднаква обврска да остане доследна на сопствените принципи. Најважниот меѓу нив е принципот на заслуги. Тој не представува само политички критериум, туку темел на кредибилитетот на европската интеграција. Во моментот кога реформите ќе престанат да бидат главното мерило за напредок, а нивното место ќе го завземат билатерални спорови или дневно-политички калкулации, тогаш не се доведува во прашање само иднината на една држава кандидат, туку и довербата на самиот европски проект. Токму тука природно се наметнува и македонскиот случај. Македонската држава повеќе од 2 децении чекори по европскиот пат, вложувајќи политички, институционални и општествени напори, што ретко која држава кандидат ги има превземено. Нашата европска определба никогаш не била декларативна. Таа беше потврдена преку реформи, усогласување со европското законодавство и сериозни политички компромиси. Сепак, наместо процесот да се движи исклучиво според исполнувањето на критериумите, тој честопати беше условуван од прашања што по својата природа не припаѓаат во пристапната методологија. Таквата практика неминовно отвара прашање за доследноста на Европската Унија во примената на сопствените правила. Тука не станува збор за барање на привилегии. Напротив, Македонија нема потреба од политички концесии, туку од еднаков третман.
Зашто суштината на европската интеграција од секогаш била еднаквоста пред правилата. Ако принципот на заслуги важи за сите, тогаш мора да важи за нас. Воспротивно, секој отстапување од тој принцип испраќа порака дека критериумите не се универзални, туку променливи, зависно од политичкиот контекст, а токму тоа ја подкопува довербата во европскиот процес. Во исто време, ирското председателство со право нагласува дека проширувањето бара подготвеност и од самата Европска Унија. Прифаќањето на нови членки подразбира институционална адаптација, функционални механизми на одлучување и способност Унијата да остане ефикасна во услови на поголема разновидност. Тоа не е аргумент против проширувањето, туку предуслов тоа да биде успешно. Европа од секогаш се развивала преку реформи, а не преку стагнација. Оттаму, пред ирското председателство стои сложена, но историски значајна задача да покаже дека европската политика на проширување не представува само декларативна определба, туку реална стратегија за иднината на континентот. Нејзиниот успех нема да се оценува само според бројот на одржани меѓувладини конференции, ниту според бројот на отворени или затворени преговарачки поглавја. Ке се оценува според тоа дали Европската Унија ќе успее да го зачува сопствениот кредибилитет, останувајќи верна на вредностите врз кои е изградена. Зошто Европа од секогаш била најсилна, тогаш кога правото било над политиката, кога принципите биле над интересите и кога зборот бил еднаков на делото. Ако ирското председателство успее да зацврсти токму таа доследност, тогаш неговиот придонес нема да се мери само низ институционалните резултати, туку и низ обновената доверба во европската идеја, како заедница на еднаквост, владење на правото и взаемна солидарност. Je vous remercie, ви благодарам.